Локалните, регионалните и националните медиуми ги започна активностите во престрет на предизборната кампања за претседателските избори, закажани за 21 април прв круг и 5 мај втор круг оваа година. По упатствата добиени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги, до 13 февруари тече рокот за доставување ценовници за платената политичка програма до Агенцијата за медиумски услуги, Државна изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупција. Радиодифузерите се обврзани цените да бидат во рамките на просечните за последните 3 месеци и нема можност да се менуваат се до завршувањето на изборниот циклус. Покрај тоа, медиумите се задолжени и 2 пати да ги објават истите на сопствената програма пред почетокот на изборната кампања. Од денот на распишувањето на изборите, медиумите се должни да имаат рамномерен однос кон сите учесници во предизборната кампања, што всушност ќе го регулира Агенцијата за медиумски услуги низ изборниот мониторинг. Имено Советот на Агенцијата, согласно Законот за изменување и дополнување на изборниот законник од 5 февруари 2019 година, донесе методологија за мониторинг на изборното медиумско представување преку радио-телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси. Целта на мониторингот е да се обезбеди правично, избалансирано и непристрасно медиумско представување и на учесниците во изборната кампања да им обезбеди подеднаков пристап до сите облици на медиумско покривање, како што се вести, интервјуа, дебати, соочување, бесплатно политичко представување и платено политичко представување.